Сигурно некаде се појавиле пред вас оние вирални видеа. Знаете, павијани што гушкаат мали кутриња или пак мајмуни што негуваат кучиња. Слики што веднаш будат емоции, нели? И нормално веднаш се поставува прашањето: дали е можно мајмуните, исто како нас, да чуваат кучиња како домашни миленици? Епа ајде заедно да се нурнеме во оваа приказна и да видиме што навистина се крие зад овие фасцинантни снимки. Па самата помисла, мајмун да посвои кутре, веднаш некако не освојува. Зошто? Затоа што во тоа го гледаме одразот на нашиот однос со милениците. Веднаш ги проектираме нашите чувства, нашите искуства, си замислуваме дека и тие ја чувствуваат истата таа радост. Но тука е големото прашање. Дали навистина гледаме едно срдечно, меѓувидовно пријателство? Или можеби зад оваа трогателна слика се скрие нешто многу покомплексно, а можеби и помрачно? И знаете што? Оваа фасцинација воопшто не е нова. Ова се случува со години. Се почна, или барем стана познато, со еден клип од документарец во 2011-та, во Саудитска Арабија. Потоа, во 2015-та, бум, вирален YouTube клип повторно од таму. Па се до понови снимки од Етиопија, например. Овие интеракции постојано се појавуваат на интернет. И секој пат истото прашање. Проблемот е што, како и секогаш, виралните клипови ретко кога ја раскажуваат целата приказна. И ете токму тука, приказната добива еден сосема поинаков драматичен пресврт. Слушнете ги зборовите на доктор Ширли Страм, жена која ги проучува павијаните повеќе од, замислете, 50 години. Таа ни нуди една многу сурова реалност. Овој незин цитат не принудува да застанеме и да се запрашаме што навистина се случува со овие кутриња, откако камерата ќе престане да снима. Добро, ајде сега да ги оставиме емоциите малку на страна и да погледнеме што велат фактите, што велат доказите, да видиме што навистина се случува во овие интеракции, ама според научниците, оние кои го посветиле целиот свој живот на проучување токму на овие животни. Значи, клучната поента е всушност оваа. Мотивацијата за овие однесувања скоро секогаш е тактичка, не е сентиментална. Едноставно, еволуцијата ретко кога фаворизира грижа помеѓу различни видови, освен ако нема некаква јасна корист за преживување. И токму тоа е она што го гледаме тука. Епа, едно од главните научни објаснувања е нешто што се вика теорија на тампон. И оваа теорија всушност ја разоткрива целата илузија. Значи не станува збор за некаков татковски инстинкт. Не, станува збор за социјално маневрирање. Кутрето, во суштина, станува алатка, еден вид жив, социјален штит, што павијанот го користи за да избегне конфликт во нивната сложена хирархија. И процесот е, колку и да звучи сурово, прилично едноставен и ефикасен. Замислете, еден мажјак павијан го користи тоа безпомошно кутре за да ја намели тензијата со некој посилен ривал. И штом опасноста ќе помине, или штом кутрето ќе си ја изгуби корисноста, тоа најчесто е едноставно напуштено. Ова е, чиста експлоатација. Нема врска со онаа грижа што ние ја поврзуваме со чувањето миленици. Сепак, приказната не завршува тука. Експлоатацијата не е единственото објаснување. Постои и друга страна на оваа комплексна врска. Ајде да видиме како, понекогаш, се развива еден вид прагматичен сојуз. Сојуз роден чисто од потреба. Еве зашто станува збор. На места како депони, например, каде што често се среќаваат и мајмуни и кучиња скитници, нивниот соживот функционира врз основа на чиста заемна корист, непријателство. Кучињата, со нивниот неверојатно остар слух, се како жив аларм, систем за рано предупредување од предатори, а за возврат, добиваат пристап до остатоци од храна и секако безбедност во поголема група. Класичен пример на, да речеме, сојуз од интерес. И сега, за вистински да сватиме зошто ова што го прават мајмуните не е чување миленици, мора прво да си одговориме што е всушност чување миленик. А за тоа нема подобар пример од единствената, неверојатно блабока врска помеѓу луѓето и кучињата. 40.000 години. Застанете и размислете за овој број. Тој е клучен. Тука не зборуваме за некоја случајна средба на депонија. Ова е длабока, биолошки втемелена историја, на заедничка еволуција. Кучињата буквално еволуирале заедно со нас, развиле цели нервни патишта, само за да може да ги читаат нашите гестови, нашите емоции. И кога ќе ги ставиме работите вака,
една до друга, разликата е, огромна. Од едната страна што имаме? Тактика, краткотрајност, искористување. А од другата – емоција, доживотна посветеност и вистинска заемна грижа. Ние, луѓето, инвестираме во здравието, во среќата, во целата благосостојба на нашите кучиња. А тоа е нешто што едноставно никогаш не е забележано во интеракциите помеѓу приматите и кучињата. И не е се само во чувството. Има и цврст биолошки доказ за ова. Окситоцинот, сигурно сте слушнале за него, хормонот на љубовта. Епа, кога гледаме во очите на нашето куче, и кај нас, и кај кучето се ослободува окситоцин, истиот хормон што создава врска помеѓу мајките и бебињата. Оваа биохемиска повратна спрега е буквално печат од природата, доказ за уникатноста на нашата врска. Нешто што мајмуните, колку и да се интелигентни, едноставно не можат да го реплицираат со кучињата. Добро, значи, поминавме низ се, низ виралните видеа, низ научните теории, ја видовме и уникатноста на врската помеѓу човекот и кучето. Мислам дека е време да се донесе конечната пресуда, онаа која е заснована на докази. И одговорот, според децениски истражувања, е прилично јасен. Интеракциите на мајмуните со кучињата не се чување миленици. Едноставно не се. Тие врски се ситуациониски, не се релациониски. Во нивната основа тие се експлоататорски, опортунистички и многу минливи. Им недостасуваат сите клучни елементи – грижата, посветеноста, емоционалната инвестиција, се она што го дефинира вистинското чување миленици. Но, токму кога мислиме дека имаме конечен, цврст одговор, природата, како и секогаш, не подсетува дека е многу покомплицирана отколку што мислиме и дека секогаш има простор за изненадувања. Иако чувањето миленици не е норма кај нив, сепак постојат некои навистина исклучително ретки исклучуци. Исклучуци кои ги поместуваат границите на се што мислиме дека знаеме. Еве еден таков пример. Во Бразил истражувачи забележале нешто неверојатно. Група мајмуни капуцини посвоиле, хранеле и се грижеле за едно мало сираче, од сосема друг вид мајмун, мармозет. И ова е фасцинантно, бидејќи покажува дека кај некои примати, под многу специфични околности, тој инстинкт за грижа може да се прошири и надвор од сопствениот вид. Сепак, и ова е клучно. Мора да се нагласи дека ова е екстремно, ама екстремно редок исклучок. Ова не е правилото. И со тоа полека доаѓаме до крајот. Сега знаеме дека не, мајмуните не ги чуваат кучињата како миленици на начинот на кој ние го правиме тоа, но овие чутни интеракции сепак отвораат едно многу подлабоко, многу поинтересно прашање. Тие не тера да размислуваме за таа сложена, постојана игра помеѓу суровиот инстинкт за преживување и она мала, ретка искра на поврзаност. Искра што понекогаш, само понекогаш, може да ги премости дури најголемите разлики во целиот животински свет.